Во овој понеделник ќе упатиме утрински поздрав секако и до нашите гледачи, на кои што ова утро меѓу другото ќе им предочиме како високите температури може да влијаат на сонот и верувам дека оваа тема ќе биде добредојдена за сите, бидејќи е директно поврзана со нашето здравје. А наша соговорничка во продолжение е Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење. Добро утро и благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор. Со оглед на тоа дека летото веќе ни започна, на повидок е уште повисоки температури, па како тие би можеле да се одразат врз нашиот сон? Дали долгите летни денови значат и несоница за некои од граѓаните? Добро утро на сите. Да, многу често се случува долгите летни денови, топлите летни денови да значат несоница за дел од граѓаните. Причини имаме неколку, би ги набројала како три главни причини. Би кажала дека едната е нашиот стил на живот, сам по себе се менува, нели, до покасно излегуваме, до покасно се пие алкохол, се конзумира храна малце подоцна навечер, па самото тоа го оптоварува организмот и потешко му доваѓа заспивањето. Втората причина е самото стемнување, значи во летните денови многу покасно се стемнува, поради тоа мелатонинот, секрецијата на мелатонин, кој што е хормон за спиењето, покасно почнува да се лачи, што значи дека малце го поместуваме биолошкото време на спиење покасно, а сепак наутро треба да се разбудиме во исто време, што значи дека го кратиме сонот. И трета биолошка причина би рекла, на која што може би е и најглавна, кога ние спиеме, односно кога треба да заспиеме, пред да влеземе во длабока фаза на спиење, на телото му е потребно автоматски телото само ја регулира температурата, ја намалува за неколку степени температурата. За време на лето кога е топло, одневозможен му е тој процес, односно потешко му е да ја намали температурата за да можеме да влеземе во длабока фаза на спиењето. Кои би биле вашите практични совети еве до нашите гледачи за тоа како да си го олеснат заспивањето? Дали тука игра улога исто така и материјалот на облеката која што ја носиме, па и на постелнината која што ја користиме? Да, дефинитивно игра улога, значи има неколку работи кои што можеме да ги направиме за да си го подобриме спиењето. Например, да ја одржуваме, да ја проветруваме спалната соба наутро, додека се уште температурите не се толку високи, потоа да затвориме ролетни, да затвориме прозорци за да не се утоплува просторијата, да не се утоплува дучек од перницата. Попладне, кога веќе после 6, кога почнува, нели, сонцето веќе го снемува, повторно може да проветриме за да дојде повторно свеж воздух. 1 сат пред спиењето е убаво да ја оладиме собата со клима или со вентилаторот да го пуштиме. Идеална температура за спиење би било 18 до 20 степени, кај дечињата може и до некои 22 степени да оди собата, меѓутоа да гледаме да ја оладиме за кога ќе влеземе на спиење, собата да биде оладена, телото да може полесно да падне, да влезе во длабока фаза на спиење, а климата да ја поставиме на некоја минимална одржувачка температура на sleep mode, нели имаат повеќето клими, или вентилаторот само да го поместиме на страна да не дува директно во нас додека спиеме. Мал трик кој што го користат луѓето за време на спиењето е пред вентилаторот ставаат замрзнато шише вода, па така воздухот малце повеќе се оладува со вентилаторот. Да се избегнува алкохол пиење во доцните часови, бидејќи алкохолот дополнително го влошува спиењето, и јадење на тешка вечера. Значи важно е неколку часа пред спиењето да се јаде лесна храна, а не тешка, за да не биде нели потешко да спиеме, и секако многу хидратација. Со оглед на тоа дека дел од луѓето веќе заминаа на летни одмори, некој пак доправа сега ќе ги организира, дали промената на местото исто така може да влијае на сонот и на што се должи тоа? Зависи овде од личноста. Кај луѓето кои што имаат несоница, многу често влијае промената на местото на спиење, меѓутоа изненадувачки е фактот што кај некои од нив влијае на позитивно. Тоа е најчесто затоа што тие луѓе спалната соба за нив, односно нивниот мозок веќе нивната спална соба не ја перцепира како место за спиење, туку ја има навикнато дека е место за читање на книга, за гледање во телефон или место каде што седиме будни, а не спиеме. Па кога ќе се промени сценариото, кај некои се подобрува спиењето, кај други пак се влошува, токму од сличните причини. На некои луѓе рутината, навиките им се многу важни, кога ќе ја промениме собата, кога ќе ја промениме климата, температурата, може да дојде до одредено влошување, но
тоа се повремени ситуации. Во принцип, кога патуваме на море, спиењето е подобро, бидејќи голем дел од денот ние сме изложени надвор на дневна светлина. Дневната светлина помага во лачење на хормони навечер кои ни помагаат со спиење. Пливањето исто така е исклучително важно и многу добро го подобрува спиењето. На еден начин сме физички активни, физичката активност го подобрува спиењето. Најмногу влијание во првите 2-3 дена од патувањето може да осетиме кај децата. Токму тоа ми беше и следното прашање, какво може да биде влијанието врз сонот кај децата и што би можеле родителите да направат за да им помогнат на своите деца во оваа насока? Кога патуваат, кај нив, кај повеќето дечиња, настанува одредена промена во првите 2-3 дена, додека да се навикнат на новата рутина, сценарио, секако е малце измешани дневниот ред. Може да ги припремаат, например, да земат истата постелнина од дома која што претходната вечер детенцето спиело, на таа постелнина тие пижамчиња, па сега истата вечер ги носат таму, ги ставаат за да му мириса повеќе на дома. Обавезно да си понесат со себе некое меченце, некое тетрапеле на кебенце со кое што се покриваат, со кое што спијат, за да ги потсеќа на дома, да не гледаат, например, дури и да стасат малце покасно во местото каде што треба да спијат, да не го заспиваат вечер одма, да му остават да си поигра во креветчето, да ја разгледа собата, да ја запознае просторијата каде што се наоѓа, за да може да полесно да заспи и полесно да го прифати. Бидејќи години наназад ја работите оваа професија со која што преку совети им помагате особено на родителите да им се олесни заспевањето на нивните деца, каков е вашиот впечаток за тоа колку како нација сме свесни за важноста на квалитетниот сон кога е во прашање нашето здравје? Вака, би рекла дека не сме доволно свесни, сметам дека има многу простор за подобрување во тоа поле. Меѓутоа сме многу посвесни од пред 11 години кога почнав. Кога почнував беа времења во кои што буквално никој не зборуваше за спиењето, никој јавно не се бавеше со тоа, за децата никако. Така да сметам дека имаме многу напреднато, но имаме уште многу простор да се подобриме во тоа поле и кај децата, и кај родителите, и кај возрастните во сите возрасти. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на Тилма. Инаку, кога станува збор за оваа тема во март годинава, Клиниката за психијатрија ги презентираше резултатите од направената анкета во однос на навиките за спиење кај македонските граѓани. Во анкетата учествуваа над 490 испитаници, а резултатите покажаа дека 70% од нив пред заспивање користат телефон или пак некој друг електронски уред, додека пак 40% пријавиле дека имаат проблеми токму со спиењето.